Почитувани сограѓани и почитувани медиуми. Колку и да ме набелюраат од СДС дека во Прилеп цвета животот и дека се е така розово, состојбата во градот е многу поразлична. Откако тие презедува власта и на централно и на локално ниво, Прилеп се претвори во најнебезбеден град во државата. Секојдневно сме сведоци на филмски грабежи, демолирани возила, тепачки и разни други инциденти и криминални појави. Не е ВМРО-ДПМН партија која внесува несигурност и страв кај граѓаните, туку самите прилепчани се сведоци за тоа дека нивниот град наликува на средина од вестерн филмовите. Граѓаните се плашат за својата безбедност и чувствуваат страв да се движат низ градот. Грабежи се случуваат и среде бел ден, а пример за тоа беа вооружениот грабеж на Златарата во старата Прилепска чаршија и филмскиот грабеж на Дујкен во новата катна гаража. Статистиките кои вчера на пресконференцијата ги пласираа од СДС се само бројки кои немаат допирна точка во реалноста. Оно што загрижува е нервозата на власта во пресред на председателските избори, па зачестуваат и предизборни инциденти насочени кон поранешни и сегашни функционери од редовите на ВМРО-ДПМН. Минатиот месец во центарот на градот демолиран беше автомобилот на поранешниот граначалник на општина Прилеп Маријан Ристевски, а пред 2 дена и автомобилот на советникот Гоце Стефановски. Почитувани, вакво сеење на страф и омраза кон политички неистомисленици е карактеристично за најголемите диктаторски режими во историјата. Овие методи на практикување на власта се црно минато на светскиот поредок, а во Прилеп, за жал, се сегашност и секојдневие. На ваков начин не се гради едно општество за сите и не следат модерни европски и демократски вредности кои се стремиме како држава. Од власта се свесни дека ја загубија поддршката од граѓаните и дека доаѓа казна за сите предавства на сопствениот народ, како и за невидивиот досега и непотизам и лажни ветувања. Првиот силен удар за ова одродена и јаздисана власт следува на председателските избори закажани на 21 април, а веднаш потоа и на 5 мај. Правдата и правото мора да дојдат во Македонија, а хунтата на власт да се смени на црната страна од политичката историја.